Градоначалниците од источниот регион, кои се дел од регионалното тело за управување со отпад, ја одржаа третата седница, на која беше разгледан нацрт планот за регионално управување со отпад. Планот е документ што е прилично обемен, содржи околу 1000 страници на кои се опишани техничките, еколошките и други карактеристики на едната регионална депонија. Откако документот ја помина јавната презентација во сите општини, завршена е и стратегиската оценка за неговото влијание врз животната средина, па сега секоја од општините треба да го усвои. Потоа ќе се помине во следната фаза, односно изработка на техничка документација и утврдување на локацијата на која ќе биде изградена регионалната депонија. Во стратегиската оценка имало само 2 забелешки за регионалниот план. Забелешките беа да се понуди едно понапредно сценарио за собирање и управување со отпадот, бидејќи сега ние во моментот спрема најоптимален начин на управување, се нуди систем на 2 кошници. Едната кошница е собирање на сите оние рециклабилни материјали во еден кош, а додека другата е друг останат мешан отпад. Меѓутоа понатаму, првата кошница со рециклабили може да се подели така да од неа се извлечат поединечно сите материјали што можат да се рециклираат. Во моментот, спрема нашата економска состојба, моќта на граѓаните да плаќаат поповолно за целиот источен плански регион е овој систем на 2 кошници, но натаму истиот може да се надградува со селекција до поединечен ресурс. Втората забелешка била за компостирањето, односно било предложено да се испита квалитетот на почвата и од отпадот да се произведува таков компост што ќе биде според потребите на земјоделието. Откако ќе се селектира, отпадот ќе биде собственост на општините, кои ќе го продаваат, а исто така преку регионалната депонија ќе се управува со него и ќе се остварува приход за регистрираната фирма. Во почетокот би ни требале околу 17 милиони евра спрема сегашниот план за управување со отпад, плюс 4,5 милиони евра за санација и рекултивација на постојните општински комунални депонии и на дивите депонии и уште нови средства за опремување на идните управувачи со регионалното управување со отпад, односно возила за отпад, контейнери, односно начелно некоја сума од околу 28 милиони евра. Министерството за животна средина веќе аплицирало за изработка на студија за изводливост на регионалната депонија, што треба да понуди точни податоци за собирањето на цврстиот отпад и локацијата на идната депонија.